Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, добар ден, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Добре дојдовте во уште една нова сезона на емисијата Здравје. Тема на првата емисија од оваа сезона во Здравје ќе биде раната превенција и диагностика за едно од нечестите заболувања кај жените, рак на дојка. На оваа тема мој соговорник во студиото е доктор Светлана Темелковска, специјалист радиолог на Клиниката за радиологија и координатор на Националната програма за рано откривање на рак на дојка. Доктор Темелковска, да ви посакам добре дојдовте во оваа прва емисија од оваа сезона во Здравје. Добре ве најдов. Баш ми е драго што токму ние разговараме за оваа најбитна тема за жените во Република Македонија денес. Така, ќе се вратиме малку подоцна со разговорот на почетокот од емисијата со овој нов концепт на здравје, да ги слушнеме на новите актуелности кои изминатава седмица се случија во здравството во Република Македонија, секако најактуелна тема не само во здравството, туку и секојдневно меѓу луѓето се последната серија земјотреси кои изминативе 2 дена го стресува главниот град. Според официјалните податоци од здравствените институции во главниот град, лекарска помош како поради повреди настанати после земјотресите, лекарска помош до вчера побарале 130 граѓани. Повеќето имале скршеници, набиеници по телото, расекотини или вртоглавици од стресот како последица од земјотресите. Она што е неофицијално после синоќешниот исто така силен земјотрес е дека уште 20 граѓани во текот на вечерта после 20 часот до раните утрински часови побарале лекарска помош во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Секако ова ќе биде тема и во наредниот период во медиумите, меѓутоа што се однесува до здравството, во неделата нова гама камера со компјутерска томографија за диагностика на болести на тироидната жлезда и други потешки заболувања беше инсталирана на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина во клиничкиот центар во Скопје. Како што најави министерот за здравство Никола Тодоров, овој апарат ќе овозможи прецизна и побрза диагностика и ќе значи многу за пациентите, но и за докторите и персоналот кој ќе работат со него. Како што изјавија лекарите од Институтот за патофизиологија, дневно ќе се третираат на оваа камера помеѓу 10 до 15 пациенти, а секако со помош на оваа камера ќе биде одредена и попрецизна диагностика. Инаку, со нова опрема, во викендот беше подновена и градската општа болница 8 септември. Се работи за опрема која е инсталирана на оделот за интервентна кардиологија. Станува збор за нови најсовремени 12 канални ЕКГ апарати, нови ехо апарати, дефибрилатори и слично. И да се навратиме на темата, како вовед во денешниот разговор, за прв пат во историјата Кавадарци доби мамограф. Ова министерот за здравство за време на посетата во општата болница во Кавадарци истакна дека мамографот ќе почне да работи со пациенти околу 21 септември. Овој мамограф е дел од последно набавените 5 мамографи во исто толку јавни здравствени установи во Република Македонија из последниот период. 4 веќе се инсталирани, така докторка, и работат. Инсталирани веќе, почнуваат со работа еден по еден полека. Кога сме веќе кај Кавадарци, јас токму вчера бев во Кавадарци, во здравствен дом Кавадарци. Одлична посета, разговаравме со директорот, разговаравме со персоналот. Не 21 околу, токму на 21 среда, среќен ден, ги пуштаме првите термини за жените од Кавадарци и околината.
така да веќе се ставени во мој термин. Така, околу 30.000 жени чинам според статистиката ќе бидат офатени само во овој регион Кавадарци и околината и ќе имаат можност да го користат овој. Има голем интерес, Јас додека веќе бев таму заедно со професор Герешан физичен или ние тим одиме од министерството, со фирмата која го инсталира, веќе има голем интерес во Кавадарци за мамографиите. Нормално сите жени веќе знаат дека тоа е најчесто малигно заболување кај жените. Тоа што ние знаеме е дека Министерството за здравство континуирано ќе подобри условите за рана детекција на рак на дојка. Значи, почнувајќи од пред 15 години, да речем 2007 беше првата пилот програма за рано откривање на рак на дојка со доедени резултати. Континуирано се дополнува и се подобрува квалитетот на тој вид на услуга. Како? Првенствено, работејќи една година национална програма за рана детекција, увидовме неколку потреби. Потребите министерот ни ги возможи како следно. Се купија новите мамомати, кои се основен дел, без мамомат, без дигитален, прекрасен мамомат. Јас како радиолог неколку пати сме го дискутирале. Ние не можеме да работиме без апаратура, ова е феноменална апаратура. Јас уживав вчера дека ги гледав сликите во Кавадарци. Потоа министерот оформи национална комисија како советодавно тело, што ние може да подобриме. Значи, нашата клучна улога е следење и подобрување на квалитетот на скринингот. И се разбира, апаратите сами не работат. Ние тековно, од пред неколку месеци веќе воведовме едукација, например, колегите технолози од Кавадарци ќе бидат во Скопје. Прв пат се среќаваат со овој апарат. Во прашање технологија, не е дека прв пат работеат мамографи, туку технологијата исто како мобилните телефони. За време на студиите и на едукацијата секако дека работеле, меѓутоа ова се нови современи Ова се нови дигитални. современи каде што и фирмата возможува еден вид на едукација, ние како клиника за радиологија 8 септември тука секогаш сме достапни за едукација и веќе имаме договорено термини, денови и колеги кои ќе дојдат да бидат посебно едуцирани само за работа со овој мамограф. И за дијагностичка мамографија и за скрининг мамографија. Има ли интерес помеѓу колегите од внатрешноста, да кажеме од Кавадарци, од Македонска Каменица, сакаат ли да работат, пројавуваат ли интерес? Апсолутно, ние радиолозите тоа не само што ни работа, тоа ни е желба, тоа ни е пасија. Можам да кажам, баш пред некој ден прочитав дека ако работите напорно, тоа што го сакате не е тешко, туку е баш уживање. Колешката од Македонска Каменица беше 3 месеци на едукација на клиника за радиологија многу совесно, така да Македонска Каменица е еден од 5 апарати. Во Кавадарци се 20 радиолози на специализација, они се веќе негде при крај, значи дополнително ќе имат можност директно со нас да работат во последниот дел од специализацијата. Така да мислам дека интересот е голем и кај пациенти, но и кај нас персонал. Да конечно работиме на нешто убаво. Така, доктор Темилковска, вие сте координатор на Националната програма за рано откривање на рак на дојка. Бесплатниот скрининг стартуваше во април минатата година. Речиси година и половина од почетокот на овој проект. Какви се досегашните резултати? Малку со статистика, колку жени се офатени, повикани да дојдат на ова бесплатно снимање за рано откривање на рак на дојка? Да, ние повикуваме за бесплатен мамографски преглед жени кои се на возраст од 50 до 69 години. Првата тура беше 50 до 55, потоа продолживме кај жените до 60. Вкупно се повикани за една година околу 60.000 жени. Јас не сум голем љубител на бројки, мене повеќе ме интересира што фактички и сме нашле, не само колку се повикани. Од тие 60.000 поканети, една третина се одзива на поканата, дојде направи мамографски преглед. Од жените каде што направи мамографски преглед, 23 се препратени на торакална хирургија. По нашата статистика, бидејќи знаете, ние сме цел тим. Тоа значи дека кај тие 23 е откриен рак? Не кај сите, меѓутоа околу 20 од нив, да. Ние сме цел тим што го работиме ова. Значи, разликата меѓу 2007 и сега е можеби што имаме огромна помош од мој термин. Значи, они се викаат Агенција за електронско управување, ми се чини. Тоа се прекрасни информатичари кои разбираат медицина, кои ни се на располагање за тоа што нам не е потребно како лекари. Тоа е, нели, софтверската програма, апликацијата каде што се ова се внесува, следење на жените и статистичките податоци. Тоа што имам информација од колегите што работат таму е дека ги следиме до сега светските статистички бројки. Не само стандард, не би навлегла можеби во стандард, бројки. Во светот успешен скрининг е каде што има повеќе од 50%, одличен скрининг е повеќе од 70% одзив. Ние тежнеме кон тоа, не можете за една година да направите одличен скрининг. Во Скандинавија 40 години работат, па се уште ги прават модифицирањата. Така, се работи за различност во менталитетите, сепак многу да бидеме различност, почнувајќи од матичните доктори. Јас, например, увидов дека за жал матичните доктори не секогаш правилно ја упатуваат жената
за соодветен преглед. Потоа увидовме дека не секој радиолог дава извештај, така да задачите на Националната комисија, што министерот ја оформи, се големи, пошто имаме едукација на матичните, имаме семинари за технолози и радиолози, но до сега следиме следните бројки. 1 до 2 карциноми на 1000 жени. Значи, токму толку се најдени и во Македонија за оваа година дена. 1 до 2 карциноми на 1000 жени. Така, споменавте помеѓу 50 и 60 години, кога и да е за известен период ќе се исцрпи оваа бројка на популација на жени токму на оваа возраст, ќе се смали ли малку границава? Каков е планот? Планот е прво да видиме до каде сме со овие жени, бидејќи знаете, ќе се вратам повторно на упатувањето. Матичните ќе добијат од нас препорака, веќе добиле неколку пати, уште еднаш званична препорака ќе добијат преку едукацијата Министерството, што ја возможува на матичните лекари да користат точна упатна дијагноза, за да може да точно знаеме која жена треба да биде влезена во оваа програма. Јас не сум убедена дека сите жени што немаат, значи дефиницијата за скрининг сме дискутирале многу пати. Жена на одредена возраст која е прегледана со мамографија на одреден временски интервал и нема никакви навидум симптоми, значи не навидум здрава жена, нема симптоми за рак на дојка. Бидејќи знаете, кај нас се препраќаат здрави прави жени со секакви упатни дијагнози. Така да видиме прво каде сме со жените што до сега сме ги прегледале. Моje лично мислење како лекар кој работел и во Скандинавија и воопшто на сите на што работиме со дојка е дека апсолутно треба да се почне после 40-тата. Препорачувам на жени што имаат 40 да си прават мамографски контроли, матичните лекари да користат упатна дијагноза за 12.3, таа веќе постои во МКБ-10 прирачникот, за да можеме статистички да ги обработиме тие жени. Значи 40 до 49 со упат, со за 12.3 на 2 години. Се надевам дека ќе бидеме во можност наскоро. Тоа наскоро значи во нашите бројки 5 години, не значи утре. Так, ќе направиме тука кратка пауза и ќе се вратиме повторно со ова доста актуелна и интересна тема со сите информации околу превенцијата, дијагностиката и третманот на ова најчесто заболување кај жените, ракот на дојка. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие ја следите емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Тема на денешната емисија на Здравје е бесплатниот скрининг, односно програмата за рано откривање на рак на дојка, мамографијата, а мој соговорник на оваа тема е специјалист радиолог доктор Светле Темелковска од Клиниката за радиологија и координатор на Националната програма за рано откривање на рак на дојка. Доктор Темелковска, ја слушнавме статистиката околу овој бесплатен скрининг. Како оди постапката, значи како се повикуваат жените и како оди понатаму? Споменавте дека секоја жена си има свој термин, но како да знае жената на возраст од 50 до 60 години кога треба да дојде и што да направи? Одлично. Прво би сакала да објаснам зошто бесплатен. Тоа звучи можеби многу сериозно, затоа што секаде се нуди бесплатен скрининг преглед, секаде во светот. Сматраме дека жената заслужува. Тоа не се големи пари, ниту зборам за самата жена. Преглед е 150 денара, така да ние нудиме да го платиме целиот преглед Министерство за здравство, за да ја потсетиме жената дека треба да се грижи за своето здравје и најсериозното малигно заболување. Како оди процесот? Институтите за јавно здравје и центрите за јавно здравје добиваат податоци, се хранат со податоци од матичните лекари, каде што знаат која жена е на која возраст, адреса и телефон. Се испраќа покана на домашна адреса на таа жена, каде што се објаснува на кратко што значи рак на дојка и на таа покана има телефонски број до соодветниот центар за јавно здравје во зависност од општината каде што живее жената. Жената си закажува термин, тоа е една посебна софтверска апликација. Секоја установа здравствена има одредени термини, да речеме Клиника за радиологија вторник и четврток работи скрининг, каде што жената се внесува во таа посебна апликација наменета само за скринингот. На радиологот му стигнува кога ќе се уклучи на апликацијата, кој ден која жена му е за преглед. Така. Во рок од 7 дена радиологот го пишува наодот. Наодот го добива матичниот доктор,
како една улога централна, можеби да кажем, и самата жена добива одговор. Би сакала да напоменам да не се плашат жените, да не се мислат што би се случило, како би се случило. Кога ќе стигне писмото дома, дали да го отворат, ние да не го отворат. да работиме според светските стандарди. Светските стандарди велат покана писмена. Светските стандарди прописи на Европска унија велат. Впрочем, тоа е дискреција загарантирана за пациентот. Не само тоа, него да имаат ном дека не значи дека секој поканување да се вратат назад на преглед, значи дека имаат рак на дојка, таман работа. Ние гледаме, значи скринингот, не ја гледам ја самата жена, јас гледам само мамографија. Така. Понекогаш на мамографијата гледам можеби циста, можеби гледам некоја бенигна промена, па сакам само да се потврдам таа бенигна промена. Да. Така да жената кога ќе добие дома писмо одговор, едно тоа е дека е здрава права во смисол на мамографијата, дека ќе се видиме за 2 години. Следниот одговор е: ве молам, јавите се кај вашиот матичен лекар. Тука би сакала да потенцирам матичните лекари да точно видат што е назначено и да дадат соодветен упат. Да, бидејќи бесплатен е сама мамографија, но понатаму жената си оди со упат за да нели биде внесена во здравствениот систем. Така да ако радиологот во самата апликација има наведено дека треба да се прави ултразвук на таа жена, матичната е должна да издаде приоритетен упат во соодветен термин кој се дадени од сите јавни здравствени установи само за скрининг жените, бидејќи знаете ние не сакаме да се мешаме во редовните закажани. Тие си имаат своје место во здравствениот систем. Ние сме по работното време. Посебно, значи ова е после работното време, значи од 8 до 4 втора смена, редовно си има мој термин, доколку некој сака и под 50 години или над 60. Тие се јавуваат кај матичните лекари, Ние работиме по работното работно време, токму затоа што на наше инсистирање да не се ремети процедурата на мој термин за кажувањето на тие што вистински имаат мака. Така да матичниот лекар издава соодветен упат на жената, дали бараме ние ехо, дали бараме биопсија, тоа може да го види во таа посебна апликација. Сега, имаме ние група на жени што ни се јавуваат, што добиле покана првиот пат, но или не знаеле што да прават, или не сакале тогаш, или биле на одмор, или чувале внучиња и така натака. За сите тие жени што се на возраст од 50 до 69, слободно може да се јават на телефонски број, ако сакате да го кажам и тука, вие ќе го повторувате, 071 235 685. Тоа е мобилен телефон каде што се јавуваат администратори и администраторите се должни да ги внесат жените во софтверската апликација за да може да се закаже термин. Поменал терминот од оправдани причини. Ништо страшно, не имаме разбирање, имаме разбирање дека некој можеби не можел да дојде тој термин, значи секогаш понудата е отворена за жените, поканата е отворена за жени што имаат 50 до 69 години да се јават за мамографски преглед. Така, ево уште еднаш ќе го кажеме телефонот 071 235 685, доколку го испуштиле редовниот термин на поканата, може слободно да се јават и да закажат нов термин, секако ќе им одговори соодветно оператор на овој телефонски број 071 235 685. Доктор Темелковска, уште една кратка пауза и ќе се вратиме повторно на темата мамографија и скрининг на рак на дојка. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, вие ја следите емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Јас сум Александар Динев. Тема на денешната емисија е бесплатниот скрининг на рак на дојка. Мој соговорник во Здравје денеска е доктор Светлана Темелковска, специјалист радиолог на Клиниката за радиологија и национален координатор на националната програма за рано откривање на рак на дојка. Доктор Темелковска, стигнавме до постапката на одвивање на самото снимање, односно мамографијата. Што понатаму, која ќе се заврши ова снимање, како оди постапката, доколку евентуално видите нешто, не дај Боже, што се вика, што се вели, каде понатаму ги препраќате пациентките? Сега за сега биопсија се работи само во неколку установи во Република Македонија, тоа е Клиника за радиологија и Општата болница 8 септември. Што значи дека за жал сењите што не живеат во Скопје ќе мора да патуваат до Скопје. Правиме големи напори. Например со болницата во Клиничката болница во Тетово и уште неколку центри што би сакале да работат биопсија да овозможиме истото. Знаете, тука треба да е вклучен и патолог, што е најбитно. За оваа година работење
направивме канцеларија за скрининг. Во таа канцеларија за скрининг има неколку профили. Така се насоките на Европска унија, така ги направивме. Значи, освен радиолози, тројца радиолози, што се во канцеларијата, имаме патолог, професор Петрушевска од клиниката за патологија, имаме онколог, доктор Мери Пешевска од онкологија, имаме торакален хирург, професор Горан Контов. Така. Што значи дека ние го викаме тоа борд, или едноставно, да кажем, редовни наши состаноци што ги имаме еднаш во неделата, а еднаш месечно имаме и состанок на Националната комисија. Жените што се со суспектен аут, што ни е релативно јасно дека е можеби карцином, одат веднаш на биопсија и кај торакален хирург. Жените што и самиот радиолог не секогаш е сигурен, зашто ги разгледуваме и ги дискутираме заедно во таа Така, стручен колегиум. Да. Не е тоа ништо ново, но ние сме, тоа се прави на клиника долги години во другите установи, но ова е само за скрининг. Да, ова е сам. Јас пак ја потенцирам. Скрининг е специфично. Скрининг не ја гледам жената, не ја слушам, не ја прегледувам, немам ехо, значи скрининг е мамографија и затоа е битно. За овие нови мамомати, јас не знам дали луѓе разбираат колку е битно се да овие дигитални мамомати, дали што тоа значи за нас, тоа значи се. За радиолог убав апарат значи се, бидејќи скринингот, само мамографијата ни е достапна. Так, споменавте мамомати, нови, дигитални, последниот период еве според информациите кои беа објавени дека во текот на минатата и оваа година набавени се вкупно 11 нови мамомати, повеќето се дистрибуирани во градови во внатрешноста, го споменавме Кавадарци. Што значи ова за еве конкретно за Кавадарци или Радовиш, кој исто така доби мамомат за овие здравствени установи кои се наоѓаат во овие градови? Јас како го гледам како радиолог. Сме го дискутирале, сме го размислувале. Тоа е една национална стратегија, каде што мислам апсолутно дека министерот направи нешто правилно, бидејќи беше одлучено да се овозможи на сите жени во Република Македонија да добијат иста нега. Тоа е основно правило во медицината. Значи да не биде концентрирано само во Скопје, туку да сите жени си добијат соодветна здравствена нега. Так. И беше битно да се набават тие мамати сега, бидејќи знаете, ако не се набавеа сега, ако не плачеме по мамати, нема ни да ги добиеме. Мислам дека одлична стратегија, затоа што ние сме народ каде што не секогаш економски можеме да стигнеме до Скопје, каде што не секогаш временски може да стигнеме до Скопје. Знаете, веќе нема она работам, па можам во работно време да излезам, за среќа. Така да мислам дека купување на мамати за цела Македонија е одлична, да не се мешам во стратегиите на министрот, меѓутоа за мене како радиолог одлична можност да сите жени добијат иста нега. Така, неодамна на социјалните мрежи можеа да се забележат најразновидни коментари од позитивни, дури и негативни критики, дека во 21 век се промовира мамомат, што велите вие, односно мамограф. Кој е вашиот коментар? Дали е задоцнето, може би требало порано, или е исто во нормално време согласно здравствените политики и состојбите во здравството во Република Македонија? Толку многу работи требаше да бидат направени пред многу години. Јас мислам дека ова е одлично. Одма ќе ви кажам и зошто мислам. Јас бе 2007 во Шведска. Тогаш нема се уште дигитални мамомати. Значи пред 10 години една Скандинавија немаше дигитални мамомати. Така да Македонија да има дигитални мамомати 2015, мислам дека огромен успех во секој поглед за радиолозите, за пациентите. Дигитални мамати имаат и нешто што ние го користиме, бидејќи немаме сега за сега можеби доволно персонал инволвиран во работењето, имаат можност за на англиски се вика computer aided detection, значи самата машина може со алгоритам да процени колку мисли дека има некоја патологија на сликата. Така да мислам дека апсолутно на време. Јас дали требало порано е тешко прашање, а сега работа. Требале моите колеги постари можеби да размислуваат на таа тема. Јас можам да кажам следното. Од денот кога јас разговарав со министерот, за 3 месеци веќе беше оформена канцеларијата за скрининг. Тоа е идеален период. Да имате разбирање кај еден политичар како лекар за нешто што е волку битно за жената во Република Македонија. Ние сме Балкан, јас мислам дека прв пат жената добила ваква централна улога во здравствениот систем воопшто. Така. Каде што се мисли и се кажува јавно и гласно дека ракот на дојка е најчесто малигно заболување. Жените ние умираме од рак на дојка. Така да мислам дека е времето баш таман. Може би другите колеги постари требале на време да размислуваат, не размислувале, тука сме ние. Така, да се надеваме дека правилно ќе бидат искористени овие мамографи, дека ќе се спречат навреме, всушност ќе се откријат многу. Јас можам да ви кажам уште еден податок само доколку имаме време.
како лекар што работел долги години, имајќи ги колегите околу мене, ги знам како работат, ви тврдам дека ќе работиме солидно. Тоа можам да ви го кажам како радиолог, дека ние што сме ангажирани во скринингот сме сериозни луѓе. Сериозно си работиме работата. Еден податок за жените, имавме предавање од професор Тибор Тот, тој е патолог одврвен во Европа, на Конгресот за патолози, каде што кажа една многу интересна реченица. Во Шведска, он работи во Шведска, откако се спроведува скринингот овие некои си 40 на години, заклучиле дека жените, каде што е најден карциномот во скрининг програмата, живеат подолго и поквалитетно од жени што немаат карцином. Так. Што звучи многу смешно, воопшто не е смешно. Жената каде што веќе е најден во рана фаза карциномот, се грижи за своето здравје. Она оди на редовни контроли, прекинува со цигари, јади здрава храна. Така да, мислам дека добивката е не само рана детекција, туку и продолжување на квалитетен живот на жената. Така, но што покажува, ми се наметнува ново прашање, вашата пракса, вашето искуство, дали во Македонија предпоставувам дека не се откриваат во рана фаза карциномите на дојка? Тоа е комплексно прашањето, знаете. Имаме два аспекта, како и секогаш на се. Прво е наша вина, како радиолози. Секогаш почнам од себе си. Моја вина може би било. Јас долги години го зборам скринингот, сега и го работиме. Долги години за мене и некој краток период за воопшто здравствениот систем. Така да може би некогаш вината била во нас, лекарите, неправилно упатување, не на време откриена. Скринингот е специфична, дојката е специфична како орган, мамографијата е специфична како метода. Може би сакала да ги замолам жените, да не барам вина, туку да ги замолам жените во Македонија да не седат дома да чекаат, да не ставаат. Не знам, јас секакви работи слушам, од зелки до црна маст до... Так. Не, 2016. Бабини лекови, што би се рекло. Не велам дека не помага секојаш мигта жената. Кога не е што било каква промена да има. Подобро да ми дојде здрава, нали, да ја кажам дека ова не е ништо, ова е нормално хормонално пореметување или хормонален дисбаланс, отколку да се чува дома грудка и да е страв. Верувајте ми, жени каде што е откриен карциномот во рана фаза, аз имам пациентки што 25 години ми се веќе малтани другарки што доаѓаат. Така е, веќе кога сме кај откривањето и кај симптомите, како една жена да се посомнева дека треба да направи мамографско снимање и дека да отиде на лекареве конкретно кај вас? Одлично прашање, ова ми е умиленото прашање, бидејќи знаете скринингот е само дел од раната детекција на рак на дојка, нашата обврска. Што треба жена да прави? Целта на Националната комисија, нели се надевам дека ќе можеме да го направиме, тоа е за 5 години да излеземе со нешто што се вика персонализиран скрининг. Што би значило тоа? За секоја поединечна жена да дадеме соодветна препорака. Они би биле поделени во 4 групи, бидејќи толку типови на дојка имаме. Каде би била поделбата? Кој има во семејство и така натака. Мислам дека го знаете, ќе го повторам уште еднаш. Многу битно. Најчест карцином, најчест малигном е ракот на дојка. 4 клинички знаци, 4 работи што жената може сама да ги види, а целта е да ги видиме пред неја со редовните мамографии, што може сама жена да прави. Кој веќе направи 20 години. Ние имаме брзо темпо на живот, јадеме храна со хормони, веќе се промените порано. Возрастната граница се намалува секаде во светот. Не е карциномот само зголемен кај нас, секаде. Кај нас смртноста треба да ја намалиме. Тоа е тоа што успеле развиените земји да намалат смртност. Тоа е целта на скринингот, да не умира жената, барем да умира за 10, 15, 20 години или што да подоцна се продолжи животот. Значи на 20 години јас имам керка и нејзе го им кажано истото, треба да прави само преглед. Не прифекам, страв ми е. Сега на YouTube имате, ми се чини, и слики како да правите само преглед. Значи, на 20 години се почнува да се прави само преглед. Секој месец до крај на животот. Так. При секое туширање. Еднаш месечно? Доволно е. Еднаш месечно, нека си одредат дали сакаат ден кога ќе го прави. Сопшно им велам, ставите си на внатрешна страна од шифонерот листа, први и стиклирате секој први кој ќе направите преглед, да знаете дека сте си го направиле. Да се внимава. Таа фамозна тврдина, што не секојаш е карцином, но има нешто тврдо, доаѓа на лекар, црвенило или оток, дојката да е како воспалена, доаѓа на лекар, да има некој вид на секрет, особено ако тече крв од самата дојка, или да се вовлекува пупката или дел од кожа. Тоа се 4 клинички знаци што ако ги има пациентката, треба веднаш да се јави. Не значи дека е карцином, но веднаш да се јави кај матичен лекар за упатување. Така, имаат ли навика да прават само преглед македонските жени? Пак ќе ве прашам од некој искуство со... Знаете кои се најлоши пациенти? Најлоши пациенти се лекарите. Многу ми е драго што многу мои колешки со скринингот, може би малку и од срам или од подсетување, дојдоа да направат преглед прв пат во живот. Значи, најлоши пациенти се тие жени што
можеби не знам бркаат некоја бурна кариера, па немаат време за себе си. Така, впрочем, како и за сите заболувања, превенција и за останатите. Мора да си има време за здравјето, не мора да сме продуктивни првенствено за нас самите, потоа за фамилијата, за семејството, па и за тоа што го работиме, секој работи нешто конструктивно. Така, но чинам последниве 7-8 до 10 години се погласно почнува да се зборува. До пред 10 години можам слободно да кажам, следејќи го овој сектор, дека релативно табу тема беше ракот на дојка. Мене смевте, јас сум бучна жена. Табу тема, можеби пак ја кажам, вината пак во нас лекарите. Можеби ние недоволно сме објасниле колку е битно, можеби ние недоволно сме посветиле време на рана детекција. Јас морам да ја барам вината во себе си, некој не би идела напред. Па нека не замерате мои колеги. Така да табу тема можеби била во Македонија, можеби не се зборува отворено. За во Македонија зборувам конкретно. И некој веќе не, јас мислам дека веќе нема. Знаете што? Ова го знаете вие како јас и го знаат жените. Интернет не е извор на медицина. Така. Мора да се направи некоја граница што може како информација, бидејќи знаете интернетот е и добар и лош, како и се што е ново во животот. Имате прекрасни информации, но имате и шарлатански дезинформации, да. Можеби до некаде е подигната свеста со самото читање на интернет како што е во светот, но реалната медицина треба да платите за да ви се возможи читање на тие статии. Нели не е објавено јавно. Научни трудови. Така да се збори во Македонија, јас сум многу среќна што повеќе збориме, што повеќе сме бучни. Ние како радиолози, ние како национална комисија, министерството како Министерство за здравство, и уште побучни треба да бидеме, иде месец октомври, тоа е месец за борба против рак на дојка, така да се надевам дека и вие медиумите ќе бидете вклучени во сето. Соодветно ќе биде истретиран како и секоја година. И морам тука секако да ја спомнам, а Борка, значи Здруженијето кое е секоја година активно, и ние имаме одлична соработка со Здруженијето Борка. Тука ќе направиме уште една кратка пауза и ќе се вратиме со заклучоците околу денешниот разговор при самиот крај на емисијата Здравје денеска во вторник со мен Александар Динев. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, вие следите емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија со мене Александар Динев. Тема на денешното издание на Здравје беше мамографијата, односно бесплатниот скрининг за рано откривање на рак на дојка. Мој соговорник на оваа тема денеска во Здравје е доктор Светлана Темелковска, специјалист радиолог и координатор на Националната програма за рано откривање на рак на дојка. Доктор Темелковска, се надевам дека изминативе минути во Здравје ги фативме сите сегменти околу скринингот и снимањата и раното откривање на рак на дојка. На самиот крај од емисијата една порака ваша до сите жени и пациентки кои ја слушаат оваа емисија. Своето здравје, да знае дека ние се грижиме, вистински се грижиме. Жената има неколку така наречени превентивни прегледи што треба да ги направи. Дојка, гинеколог, после 40-та евентуални крвна слика, ЕКГ, значи да се грижи за своето здравје, бидејќи има еден тим кој напорно работи секој ден, веќе година и пол, за да едноставно намалиме смртноста од тоа што сите сме доживеале. Вие знаете дека во семејството имам рак на дојка, баба, тетка, имам пациентки што ми се драги, имам керка, имам жени низ Македонија што ги гледам секој ден и одма ги гледам на мамографија како ви изгледале. Да се грижат за своето здравје. Така, но и да имаат во предвид дека секое рано откривање на рак на дојка име продолжување на животот. На квалитетот, да не се плашат. Пострашно да дојдете во напредна фаза, верувајте ми, многу поедноставно да го искористите овој бесплатен преглед како едно потсетување, за да можеме да ве ставиме во соодветна програма за понатаму. Така, или да се јават да закажат термин на телефонот кој го споменавте, еве уште еднаш ќе го кажеме 071-235-685 и да закажат термин за рано откривање. Некој од нив се надеваме дека ќе си го продолжат животот со јавување на овој телефон. Јас сум убедена некој не би го работел ова. Тој телефон е отворен и за сите прашања што би ги имале пациентките, ние веднаш ќе им одговориме. Ние сме достапни 24 часа.
Така ви благодарам Фала за многу и на вас, каде гостувањето и секогаш. на вистина задоволство ми беше што во ова прво издание во оваа сезона на здравје разговарав токму со вас на оваа се поактуелна тема, имајќи во предвид дека доаѓа октомври месец за борба против ракот. Почитувани е тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков и Владимир Дамјановски. Денеска сме вторник, 13 септември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам средба повторна со здравје наредниот вторник во 11 часот. Од мене до слушање, имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.